Почитувани, ви благодарам што сте на Слободен печат. И знаете како велат. Или ја сакаш многу математиката, или не ја разбираш. Во следните неколку минути ние ќе ви представиме нешто ново, една алатка која што има за цел да ја зголеми љубовта кон математиката и да им помогне на сите оние кои што не ја разбираат математиката да ја разберат. Се работи за нова алатка, нов изум направен преку вештачката интелигенција и се нарекува Умниверзум. Конкретно им се обраќаме на средношколците. Задоволство ми е што во продолжение ќе разговарам со Петар Ниновски, извршен директор на Brainster, познато лице за јавноста, ќе речам. Добре дојдовте, ви благодарам што сте на Слободен печат. Ви благодарам и вас на поканата. Ајде за почеток едно интро. Колку вие ја сакате математиката? Тоа што е специфично за мене не е толку љубовта кон математиката, иако ја сакам математика, технологија, бизнис, претприемништво, се работи кои сум ги сакал и негувал низ животот, меѓутоа тоа што е специфично за мене е ljubовта за образование и љубовта за решавање на проблеми. Така да овој производ на крај Умниверзум е да речеме комбинација на овие два проблеми, да сакаме да решиме некој општествен проблем и нели образование, тоа што го правиме долго време. Така да од тука всушност излезе Умниверзум. Одлично. Умниверзум вели најдобриот тутор по математика во светот. Зошто е Умниверзум најдобриот тутор? Значи вака, од објективни причини, тие пред да ги разгледаме, е тутор по математика кој моментално вади најдобри резултати од сите тутори што можеме да ги најдеме на интернет, во точност и во точност, меѓутоа од тоа се нели објективните причини. Тоа што за мене многу ми е драго дека овој изум, односно ова алатка изработивме комплетно од наши студенти, односно ние завршивме полесната работа, ние го најдовме проблемот и ние како Brainster, како организација овозможуваме бесплатно да се користи, меѓутоа потешката работа падна на студентите и на професорите, односно овој тутор беше изработен од студенти од нашиот факултет, моментално се втора година, исто така од алумни од Brainster академиите. Навистина би сакал да им честитам за овој успех. И зашто е тоа многу важно за нас, затоа што ваквата методологија, односно ваквиот начин на учење преку работа на реални проекти, прво им помага на студентите да се стекнат со практични вештини, меѓутоа замислете сега за 2 години кога дипломираат тие студенти кои освен нели диплома од акредитирана диплома од високообразовна установа, во своето CV може да покажат и нели портфолио на проекти кои веќе имаат работа. Да, кои би биле многу поатрактивни за вработување. Така да за тоа ми е подраго. Поголем кеф. Да. Кажете ми, кога веќе сме кај тоа, кој го создавал Умниверзум, како изгледаше процесот на изработка? Колку време се креираше? Значи од проблемот го идентификувавме пред отприлика 2 години, меѓутоа поради разни повеќе причини не бевме во можност да почнеме да го решаваме тој проблем, меѓутоа со развојот на технологијата, односно со вештачката интелигенција, одеднаш стана возможно да се реши тој проблем на поголем, нели се вика тоа, поголем скел, со поголема скалабилност. Меѓутоа започнавме да го работиме овој продукт отприлика пред 6 месеци, кога го направивме тимот, ги вклучивме студентите, ги вклучивме менторите и пред 2 недели, отприлика 2-3 недели за прв пат го лансиравме. Значи мириса на свежо и да. Ме изненадевте со краток период. Искрено очекував дека ќе кажете дека се работело на подолго време, но тоа е кога работат успешни луѓе што разбираат работата. Ова беше многу интересен проект кој не можевме многу добро да испроектираме за колку време ќе го завршиме, бидејќи почнуваме да развиваме нешто сосема нова технологија. Тоа во бизнис светот, односно во светот на технологија се вика black box, се уште е црна кутија, се уште не знаеме колку траат одредени процеси, меѓутоа тоа што видовме дека е лесно да направиш, да речеме, ваков продукт со точност од 60-70% е прилично едноставно и тоа се прави за месец дена, за 2 месеци. Меѓутоа од 70-80% до 100% точност или до 99% точност одзема уште неколку месеци работа. Така да ние успеавме да го сработиме за отприлика 6 месеци. Јас сум навистина изненаден за колку брзо успеавме да извадиме продукт на пазар.
секоја чест за вашата работа. Ајде сега да кажеме како функционира за нашите средношколци кои што не гледат, на кој начин функционира оваа алатка. Значи може да се користи за различни потреби, највеќе речеме ова е као замена за оние малце поскапи нели приватни часови по математика. Ова ќе биде целосно бесплатно. Целосно бесплатно, и како возможно целосно бесплатно да биде за секогаш за сите средношколци од државава. Може да вежбаат задачи, може да вежбаат тестови, може да направат, да речеме, симулација на матурски испит. Имаме информации за сите матурски испити по математика што се дале, што ги решавале средношколците во изминатите 10 или 15 години. Имаме дополнително тоа што го направивме, ја прилагодивме програмата не само на македонски јазик, туку со програмите за средните училишта. Значи може да вежбаат, може да решаваат студентите задачи, може да решаваат домашни задачи, може да прават тестови, може да му дадат насоки на туторот да им задава задачи во одредена насока. Туторот полека и ги учи способностите на средношколците, нешто што е многу интересно за средношколците сега. Значи се многу брзо, после неколку сати работа со туторот почнува да се адаптира на кои се моментално способностите на средношколците и им задава задачи кои можат да ги решат и нели малце потешко тоа што може да ги решат за полека да така се надградуваме, нели? Ако го правиме постојано тоа што го знаеме, нема да се надградуваме себе си. И обратното, ако работиме задачи кои во моментов ни е многу тешко да ги решиме, губиме интерес. Затоа има еден sweet spot каде што е малце надвор од тоа што може да го направиме, малце потешко тоа што може да го направиме за да бидеме мотивирани или постојано да вежбаме. И за овие две недели колку што е пуштен во употреба, што велат резултатите? Имаме ли луѓе кои што сакаат да решаваат математика, имаме ли интерес за математиката? Да, апсолутно. Пред да зборнеме за бројкиве, ние направивме едно истражување пред неколку години баш за математика, од каде што почна истражувањето за овој проблем. И тоа што го забележавме е, да речеме, има средно училиште, нема да спомнуваме имиња сега, меѓутоа има средно училиште каде што не воопшто средношколците не сакаат математика, им е најнеумилен предмет. Меѓутоа, замислете, исто во Скопје има средно училиште каде што им е омилен предмет математика. Ако почнеме да копаме малце во проблемот, сваќаме дека всушност ако е професорот добар, поголем процент од студентите сакаат математика. Затоа не сум сигурен дека има средношколци што сакаат и што не сакаат математика. Според мен има средношколци што сакаат и се уште не засакале математика, бидејќи математика е навистина интересно за вежбање и многу корисно во наредниот период и баш поради тоа нели го создадовме овој тутор. До сега има над 1000 корисници, активни корисници, тоа значи дека повеќе во изминатава недела повеќе од 6 сати имаат вежбано на алатката. Тоа ги прави активни корисници, не дошле да пробаат алатката, туку решаваат задачи, решаваат нови задачи, решаваат тестови и така натаму. Имате некаква селекција мажи и жени или само гледате бројка? Дали сакате да го унапредите? Да, ги имаме тие работи, не ги мериме во моментов, да бидам искрен, ги имаме, ако имам шанса сега да пробам ќе ги најдеме тие податоци, не знаеме за мажки и женски во моментов, меѓутоа се за средношколци, можеме да забележиме дека има луѓе кои го користат што не се средношколци, што најверојатно се повозрасни, меѓутоа нас во моментов ни е прилагодена алатката за средно училиште. Така да исто така може во следна прилика да направиме и малце подетална анализа да видиме кои средни статистики, кои средни училишта најдобро перформираат, од кои градови најдобро перформираат, од која година најдобро перформираат. Тоа би било интересно, но да го пуштиме да живее малку, да дише, па потоа да видиме како ќе се развива. Баш така, нека помине некое време, така да тие информации сите ги собираме, меѓутоа се уште не се обработени. Но велите дека можат и возрасни луѓе да го користат, не е ограничено само за средношколци, така кој сака може да го користи? Ја би им кажал, би ги советувал да не го користат возрасни за да остане, бидејќи нели за да можеме да го направиме бесплатно за користење, ние во позадина плаќаме доста за да може средношколците да го користат, така да би ги замолил повозрасните, остајте на средношколците, сега за сега оваа алатка е направена бесплатно да биде за средношколци. Не можеме да ги ограничуваме сега, така да претпоставам ќе има и повозрасни, ќе има и луѓе на факултет, меѓутоа сега за сега е направена за средношколци. Да ги замолиме да отстапат простор на средношколци.
средношколците. Какви се вашите очекувања? Дали ќе има интерес? Верувам дека оние кои што ја сакаат математиката или оние кои што имаат барем малку љубов во математиката ќе ги заинтригира, но како ќе допрете? Имате ли некаква алатка, имате ли некакви планови, методи, како ќе допрете до оние што велите тоа училиштето, што не ја сакаат што не ја сакаат, не го сакам тој збор, не ја сакаат, туку немаат некоја љубов кон математиката. Да, ако една од обврските на студентите беше да ја изработат оваа апликација, наша обврска е да направиме дистрибуција на оваа апликација до што повеќе средношколци. Идеално е ако направиме соработка со Министерството за образование, да ја направиме ова како алатка што ќе биде дозволено да се користи и од професорите во средните училишта. Работиме на тоа, се надеваме дека за брзо време можеме тоа дека ќе го направиме тој, на тој начин едноставно ќе ја дистрибуираме алатката дека се дистрибуира до сите средношколци. Сега за сега наоѓаме наши канали, нормално преку социјалните медиуми, преку интернет, преку оваа платформа што вие нас не овозможувате сега, е да стигнеме до тие средношколци и дополнително тоа е едната задача, да стигнем да дојдат што повеќе средношколци на платформата. Меѓутоа, исто така важна работа е што ќе правиме со средношколците откога ќе дојдат на платформата, односно тоа во наша терминологија се вика геймификација, односно преку различни активности внатре на платформата да ги мотивираме средношколците повеќе да решаваат, да ја користат за добро. Што значи тоа? Што ќе правите? Какви ќе има бодување, ќе има надпревари помеѓу средни училишта, уште сега има активен модул каде што ти со секој решавање на задача собераш дополнителни поени, можеш да видиш како перформираш во споредба со твоите соученици, можеш во споредба со другите училишта, така сите тие работи се достапни на профилот на средношколецот, меѓутоа понатаму планираме да правиме некои надпревари, надпреварувачкиот дух да се развие. Значи да биде некако низ игра, тоа на таков начин планирате? Значи геймификација е преку користење на различни механизми за да ги поттикнеме средношколците повеќе да ја користат оваа апликација, преку игри, преку собирање на поени. Сите сакаме тоа да го правиме. Сакаме да освоиме, во игрите сакаме да освоиме следно ниво и тука се освојува ниво. Една од работите на која многу се посветивме додека работевме апликацијава е оној скоринг систем, односно систем на бодување, и морам да признам дека тука скоро целосно го ископиравме моделот на шах. Ако сте, шах има поени и стануваш грандмастер и така натаму, како функционира ако во шах ако победиш тежок противник добиваш многу поени, кај нас ако решиш точно тешка задача добиваш многу поени, ако погрешиш па тешка задача губиш малку поени, и обратно со полесните задачи губиш многу поени и така натаму. Така направивме малку да биде поигрива социјално, да бидеме сигурни дека луѓето, средношколците нема само да ја пробаат, туку ќе ја користат, и идејата ни е со тек на време, знаеме два сигма проблема, не е проблема, дека два сигма проблемот всушност обработува, вика дека ако најефикасното учење е учење 1 на 1, така? Добре. Логично. Меѓутоа, до сега не било возможно учење 1 на 1, бидејќи би било многу скапа, би требало да има 40.000 професори колку што има средношколци, така? Меѓутоа, сега со вештачката интелигенција ни се овозможува тоа. Ние можеме да имаме тутор, и тоа бесплатно. Можеме да имаме тутор кој се прилагодува на нас и работи 1 на 1 со нас, и ние очекуваме ако човек, средношколец ќе користи 6 месеци, веќе да има оценка повеќе, да има знаење за оценка повеќе, уште 6 месеци за оценка повеќе. Значи, ако започне некој со оценка 3 или со оценка 4, очекуваме за пола година да биде со оценка 5, понатаму да стане уште. Велите дека гарантира 5 на крајот на годината, ова е мотивирачки. Да, не можеме да гарантираме, 5 се шалам, меѓутоа гарантираме дека задачите што ќе бидат завежбани се 100% точни, гарантираме дека ќе направиме све што можеме да направиме за да ги поттикнеме средношколците повеќе да работат и така натаму. Ако се сеќавате, претходната година во делот на математика направивме еден надпревар за математика, Ultimate, каде што собравме повеќе од 2500 надпреварувачи, имаше голема прва награда, траеше цел месец, финалето беше во 2 дена, 350 финалисти, многу беше забавно, и тука сфативме дека всушност стварно има многу средношколци кои уживаат да решаваат проблеми, кои уживаат во
математика, од друга страна математиката поради развојот на технологијата за која сме свесни нели сите, математиката станува се поважна во наредниот период. Да, и математиката е креативна и навистина забавна, доколку не знаеме ни станува здодавна, но затоа еве оваа алатка ќе ни помогне да научиме повеќе како оваа алатка ќе влие врз професорите. Дали можеби ќе се злоупотребува, дали има шанси учениците да ја злоупотребуваат за препишување? Треба ли професорите да се плашат од универзум? Да, значи дали ќе има случај каде што ќе дојде средношколец, ќе го сликне тестот и алатката ќе му го реши целиот тест, тоа ќе се случи секако дека ќе се случи. Меѓутоа тоа што ние сакаме да го направиме, да видиме дали ќе има нето позитивен ефект, односно сигурни сме дека ќе има нето позитивен ефект. Тоа во иднина ние што сакаме да го направиме за професорите по математика во средните училишта, да воведеме модули кои ќе можат професорите да ги користат за задачи, за прегледување на тестови. Замислете да може оваа алатка да им го намали времето посветено на мануелна работа што не додава вредност за студентите, а наместо тоа да можат професорите да се фокусираат повеќе време на работа со средношколците. Значи очекуваме ефектот за професорите да биде овој, меѓутоа и ефектот за средношколците нели преку работа, преку вежбање, преку не знам правење на тестови, преку надпреварување со другите средношколци, навистина многу да се подобри знаењето на средношколците. Имаше еден ваков пример и тоа е меѓу првите примери на вештачка интелигенција. Ако се сеќавате пред 10 години или 15, не ме држите за збор, кога се измисли онаа алатка за шах, што од еднашка таа година ги победи сите шампиони за шах. Меѓутоа, знаете што се случи понатаму по измислувањето на алатката? По измислувањето на алатката, шампионите кои ја користат алатката стануваат многу подобри во шах, значи оние ја користат за вежбање понатаму. Таков ефект очекуваме да има универзум. И најдобар индикатор за нас ќе биде ако за 2 години, претпоставувам сте запознаени со PISA истражувањето. Таму многу лошо котираме како држава. На 68 место од 81 држава сме. Тоа е последното во 2022, така беше. Сега мислам дека треба да излезе најновата. Да речеме, ако ги видиме перформансот на нашите средношколци споредено со нивните врсници во другите земји, е навистина жалосно да ги оставиме така како што се. Очекуваме оваа алатка за 2 години резултатот по математика на PISA истражувањето да биде многу подобар од сега. Тоа не е навистина искрено очекување, навистина мислам дека можеме тоа да го постигнеме. Да, само да се насочиме со енергијата кон тоа и да има што поголем интерес меѓу средношколците. Верувам дека и ние со овој разговор ќе придонесеме и ќе допреме до нашата публика средношколци. Што по универзум? Имате ли некаков друг план? Гледам дека сте во засилено темпо со работа. Дали размислувате да ја употребите вештачката интелигенција за некаков нов изум? Многу работиме моментално во делот на вештачка интелигенција. Тоа работиме во неколку насоки. Едната од нив што е многу важна за нас и е приоритетна за нас е да бидеме сигурни дека сите програми и на формалното и на неформалното образование ќе бидат адаптирани на новите потреби, односно да бидеме сигурни дека студентите ќе се стекнат со вештини кои сега се потребни на пазарот на труд и ќе бидат потребни во наредниве неколку години. Поради појавата на вештачката интелигенција, тука очекуваме многу промени да се случат. А од друга страна, го гледаме како можност да развиваме нови продукти, да развиваме нови бизнис модели, да решаваме конкретни проблеми во делот на образование, како проблемот со математика. Планираме понатаму да продолжиме, имаме шанси да продолжиме да ја развиваме оваа алатка и за други предмети понатаму. Меѓутоа тоа ми беше прашањето, дали може би размислувате и за некој друг предмет? Апсолутно. И да речеме најтешкиот дел од изумот е веќе направен. Се понатаму, да речеме, да можеме да го адаптираме за друг предмет, нема да ни треба 6 месеци, најверојатно ќе го направиме за 2-3 месеци. Така да отворени сме и затоа очекуваме и да направиме некаква соработка и со министер. Надевам дека можеме да направиме некаква соработка со министерството за да видиме па точно кои се нивните проблеми, па да можеби приоритизираме нешто што за нив е сега поважно. А кога сме кај математика и бројки, колкав е бројот на луѓе кои што работеа на универзум?
Моментално дозволете ми да се пребрам, значи имаше може и по име да ги кажам, да ги пофалиме студентите. Да, супер. Значи Бојана и Виктор, тие се студенти од факултетот за дигитален дизајн, они се втора година, значи двајца. Ги имаме Ангела, што е студент на софтверско инженерство и иновации на факултетот. Ги имаме Димчи и Даниела, они се алумни студенти на академијата, значи 5 студенти избрав да се, 5 студенти и двајца професори, Ѓорги и Ивица, кои беа ментори во целиот процес дека го развива. Не е голем тим, тоа ме интересира, не е голем тим. Апсолутно не е голем тим. И тоа е очекувањето во иднина, не само во делот на ваков тип на продукти, туку и на други продукти. Очекувањето е, зборам за технологија, очекувањето е на помали тимови да можат да прават посериозни зафати понатаму. Одлично, честитам за Универзум, се надевам и посакувам да се развива така како што вие посакувавте, како што посакувате за самиот крај, се надевам дека читате Весник, повелете го најновиот број на Слободен печат. Ви благодарам што бевте заедно со нас, се надевам се гледаме и во некоја друга прилика. Ви благодарам многу и на вас. Почитувани, посетете го Универзум, доколку сте средношколец, веруваме дека ќе ви помогне и се надеваме дека токму оваа нова алатка ќе помогне во зголемување на љубовта кон математиката. Ви благодарам што бевте на Слободен печат.